Isuse Hriste, jaz te ljubam do nebo. Isuse Hriste, jaz te ljubam visoko. Isuse Hriste, jaz te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Во Маурово, во Божјата црква, во Исусовата црква, ме разбуди и денеска. И ми даваш сила, мир и љубов. Живот с див и це, ми даваш живот с див и се. Да разберам дека ти си почеток и крај, татко мој, и пребиваш во Исуса Христа. Ти си Алфа и Омега. Ти си првиот и последниот, твојот единороден син, во кого ти пребиваш во дух, кого го испрати на земјата, за да ни го покаже патот на љубовта, за да плати со својата света крв за секого од нас. Да не помири со тебе, татко мој, а кога сме се скарале, е добро прашање. Да плати за гревот, да ги земе болките, болестите и страдањата на крстот, да ги закова. И ја победи смртта, го победи сатаната. И во него се клучевите од адот и смртта. И тој те повикува, дојдете при мене. Исус ви вели, дојдете при мене. Сите, изморени, обременети, и јас, Исус, ке ве успокои. Мир вам, зборува и денеска низ мене, татко мој. Се што ќе кажам, нека биде во твојот дух, во дух и вистина. Твоите слова нека зборуваат низ мене, твоите живи слова да се отелотворат. И ти врши ги делата. Значи, зошто сме ние на земјата е добро прашање. Ние имаме Татко Небесен. Пазете го тоа. Што бараме тогаш ние на земјата? Дали сме го погрешиле патот? Што се случува? Зошто сме ние на земјата? Пазете, на земјата е фрлен сатаната. Паднат, е изгубил битката и фрлен со неговите демони. Што бараме тогаш ние со него на земјата? Исус им вели на израелците, вашиот татко е ѓаволот. Знаете, на земјата има, ако на израелците им вели, кои се избран народ, кој ги избрал Семокниот Отец, да ги учи, па во Стариот Завет ги учел, и на крајот, бидејќи не можат да ги исполнат заповедите, си направија златно теле и се уште си го носат во срцето. Па имаме Нов Завет со Исус Христос. Тој ти вели, дојдете при мене, јас ќе ви дадам сила на сите што го примија, да станат синови и ќерки Божии. Знаете, зошто сме ние на земјата? Имаме една заповед. Заповед е војничка состојба. Значи, ние сме во војна. Сатаната изгубил војната од Архангел Михаел и е паднат на земјата. И ние сме во војна за души. Две категории има на суштествување на земјата. Синови човечки, синови сатански, едното, и синови Божји, оние што ќе го живеат Исус Христос во себе си, што ќе му ја предадат власта и собственоста на Исус Христос. Он да ве учи, он да зборува низ вас во дух и вистина, он да ги врши делата. Тогаш самите размислете, зошто сме на земјата и имате малку време, зашто е пишано сатаната е паднат фрлен на земјата. И има малку време, затоа што сакаше да се искачи највисоко, да биде повеќе од Бог. А потоа вие имате друга слика, Адам јаде од дрвото на познанието. Знае што е добро и зло. Стана како еден од нас, му вели Бог, Семокинот Отец.
надвор од рајот. И тој станува смртен. Иако му велеше таткото небесен, не јади само од тоа дрво, ти ќе умреш. Тој жената, змијата, се тоа што е внатре во него. Јаде од тоа дрво. Потоа Каин го убива Авела. Имаме уште еден Каин, брато, кој не го љуби братот својот, човекоубиец. И секако имаме уште една категорија вавилонци. Измешани јазици не се разбираат, немаат љубов во себе си, градат кула да се искачат највисоко. Одиме Матеј 14 глава. Во тоа време гласот за Исуса дојде. И кај вас ќе дојде? До Ирода четворовласникот. Видете, Ирод има повеќе чувство за Исус и за Бог од евреите. Видете сега што вели тој. И рече на своите подчинети. Значи, Ирод е власник, има подчинети, сатаната има своји подчинети и ти треба да му бидеш подчинет, ако го избереш Исус, да му ја дадеш власта. Не ти што сакаш, неговата волја да се случува во твојот живот, тоа е тешко разбирливо за телесниот човек. Кога ќе му ја дадеш ти власта на Исус, ти тогаш ќе добиеш власт да го победуваш светот, да газиш на змии и на скорпии и ништо нема да ти напакости. Значи, власта на своите подчинети им рече Ирод, тоа е Јован Крстител. Ако земете Ирод и Иродијада, не е чудо да има македонско потекло од македонската античка династија и сигурно е така. Се покајувам, Господи Исусе Христе, за Ирод. Прости му на мојот народ. Те сакам, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Ти зборувај низ мене, нека секој збор ги допре оние кои се жедни за твојата љубов. Осамени, гладни, болни. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Дојди во секое срце. Те молам да ги просветлиш очите и ушите на нашите водачи, да не водат во јама, да не го продаваат својот народ за златното теле. Значи, Ирод им вели на своите подчинети, тоа е Јован Крстител. Пазете, тогаш е Јован веќе убиен. Тој воскреснал. Значи, Ирод знае дека има воскресение. Две големи свештеницки заедници, фарисеи и садукеи, во израелците, мирни, фарисеи и садукеи. Фарисеите веруваат дека има воскресение, садукеите не. Интересно. И тој е Јован Крстител, тој воскреснал, па затоа и стануваат чудеса преку него. Тие знаеле дека кога има чудо, дека е тука Бог присутен. Зашто Ирод, кога го фати Јована, го врза и го фрли во затвор заради Иродијада, жената на брата му Филипа. Но сето тоа е со дозвола на Исус. Бидејќи Јован е ангел, ете јас го праќам мојот ангел. Тоа покажува дека ангели се паднати, спуштени ангел, пратен како Јован и паднати ангели. Две категории. Бидејќи Јован му велеше за жената на брата му Филипа, не бива да е твоја, правиш грев, и сакаше да го убие Ирод Јована, но се боеше од народот. Оти го сметаа за пророк. А кога беше родениот ден на Ирода, ќерката Иродијадина играше пред гостите и му угоди на Ирода. Затоа тој со клетва и вети дека ќе ја даде што и да побара. Затоа е речено, не колни се ни во едно, ни во друго, ни во земјата, ни во небесата. Човекот си угодува, знаеш, телесното му е добро. Се е суета, нема ништо ново под сонцето. И таа научена ќе ја даде што ќе побара. И таа научена од мајка си рече, дај ми ја овде на табла главата на Јован Крстител. Так го сечат Јован и ја даваат главата. И сега има една метафора. Главата е Исус. Јован обезглавен е повторно Јован. Дел од Христовото тело. Не ти што сакаш со твојата глава. Исусовата е глава. Глава на црквата. Една црква, едно тело. Те сакам, Господи Исусе Христе, крштение во дух. Но тоа не го разбираат. И се загрижи царот Ирод, но заради клетвата и гостите своји нареди да ја дадат. Па прати, та ја отсекоа главата на Јован во затворот, ја заврши работата и затоа умира на крајот. Се покаја, но умира изеден од црви.
изеден од црви. Знаете, потоа Антиох Епифан се појавува и тој прави многу зло. И тој е од македонската царска династија. Затоа во Македонија проклетството долги години се провлекува. Некој треба да се покае. Например, се случува корона, заедниците се повлекува на интернет, наместо да се соберат во името Исусово православни, католици, протестанти, да закажат пост и молитви, да бараат покаяние. Се покајувам за гревовите на мојот народ. Татко мој, во името Исусово, те сакам, Господи Исусе Христе. И ја донесоа главата негова на табла и ја дадоа на девојката и таа ја однесе на мајка си и завршивте работа. Но сето тоа е со Божја волја, за да се изврши писмото. Штом учениците пак негови како дојдоа, на Јована го дигнаа неговото тело, го погребаа, па отидоа и му јавија на Исуса. Штом го чу тоа, Исус замина оттаму на кораб во пусто место, сам. Знаете, кога ќе видите каква злоба има, кои се моите браќа, нече вика, љуби го својот ближен. Кој е твојот ближен? Сите на земјата ни се ближни. Колку нељубов има. Му ја откинаа главата на Јована. Тој знае во предчувство што ќе се случува со него. Првиот степен на страдание е телесно, кога имаш аларми во телото. Звони звоно, да се свртиш кон Исус, да побараш помош и да кажеш: Татко мој, Татко небесен, во името на Исус, Татко небесен, погрешив пред Тебе и пред небото. Второто страдање е кога ти му го предаваш животот на Исус и кога умираш стариот ти. Тоа е крштение. Значи ти треба да се откажеш од себе си, од твоите мисли, од твоите чувства, од твоите знаења. Те сакам, Господи Исусе Христе, да дозволиш Исус да те води. И тоа е болен процес, кога ќе видиш што има се во тебе. Колку малку љубов имаш, колку си несовршен, колку си дел од тоа сатанско ткиво. И третиот тип на страдање, кога гледаш дека твоите браќа и сестри околу тебе немаат љубов. Немаат љубов. Затоа Исус вели, кога ќе дојде Исус, ќе најде ли вера на земјата, љубовта се излади. И затоа е таква состојбата. Затоа е таква состојбата на земјата. Долина на сенка смртна. Овде во Мавровската агора, во Мавровската Исусова црква, во оваа магла, каде што ме грее духот на мојот Татко небесен, те сакам, Господи Исусе Христе. Сам Исус на пусто место, а народот што му узна за тоа тргна по него пеш по градовите, и кога излезе Исус виде многу свет и се смили над нив и ги излекува сите болни. Видете, тоа е во едно време, тоа ќе биде еден ден, кога ќе повикате кон Исус: милост сакам, а не жртва. А на стемнување се приближија до него учениците негови и рекоа: овде е место пусто, а и доцна е веќе. Пушти го народот да отиде по селата и да си купи храна. И човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Исус вели: јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној што ме прати. Значи тој е пратен и ти треба да бидеш пратен. Да му дозволиш на Исус да те прати. Да те прати овде во агората, да снимаш завети. И ми се јавуваат луѓе да се молиме на тоа понатаму, кога ќе дојдеме. Но Исус им рече: нема потреба да одат, дајте им вие да јадат. Дајте им да јадат. А тие му рекоа: ние имаме само 5 лебови и 2 риби. Видете, тие зборуваат за телесна храна. Тој им зборува за духовна. Он им рече: донесете ми ги тука, благослов, и тоа си тече. Ништо нема да ви недостасува. Јас дојдов да имате во изобилие, да се прелева. Ако служите на Исус, ако сте пратени. И како му заповеда на народот да седне по тревата, ги зеде 5 лебови и 2 риби, погледна кон небото. Ништо не можете да земете ако не ви е дадено од небото. Во Јован: те сакам, Господи Исусе Христе. Ги благослови, ги прекрши, ги даде лебовите на учениците на народот, и јадеа сите и се наситија. Слава ти, Господи Исусе Христе.
И кренаа 12 кошеви полни со останатите парчиња, а оние што јадеа бе околу 5000 души, освен жените и децата. Те сакам, Господи Исусе Христе, кога ти имаш благослов, тоа си тече, си дотура. И веднаш ги покани Исус учениците своји да влезат во кораб и да минат на другата страна пред него. На другата страна пред него. Значи, две страни има. Едната е сатанска страна, падната природа на земјата. Другата е Божјата страна, телесен човек, сатански, и духовен човек Исусов. Вие треба да преминете во дух. Значи, се движите физички како животните. Протони, неутрони во материјата се движат. И третото движење е во дух, да преминете на Исусовата страна, за да можете да поминете низ огнот на љубовта. Да минат на другата страна пред него, дури да го распушти народот. Те сакам, Господе Исусе Христе. Значи, одиме понатаму, овде во Мавровската агора. Па штом го распушти народот, он се искачи на планината да се помоли насамо. Видите, и таа вечер остана сам, таму сам. Сам. Видите, ја ќе дојде, што е суштината на молитвата? И ќе ви кажат, молитвата е разговор со Бога. Види, кога ти ќе застанеш пред Исус, тоа често им го објаснувам, луѓето не го разбираат. Кога ќе му дозволиш на Исус да влезе во твоето срце, ќе ги отвориш портите. Кога ќе застанеш пред ова живо слово, ти стоиш пред семокниот Бог, Татко Небесен на сите, Отец на сите. Ти тогаш не можеш да се вратиш, го оставаш стариот човек. Го пишуваш името Исусово во твоето срце, става белек на твоето чело, му дозволуваш да те накалеми, да даваш многу плод. И сега, како се молиме ние, влези во својата скришна соба. И ние имаме една заедница сотрудници. Исус ги донесе. Постојано доаѓаат луѓе. Некои доаѓаат, се молиме, се оправаат и се враќаат во светот. Тоа е нивен избор. Значи, ние ги носиме до Исус. Пазете, што е интересно. И сега, цитираат во таа група сотрудници, се молиме за луѓе во потреба, молитви копираат и цитираат. Копираат молитви и после откриваме еден наш сотрудник дека од некоја друга заедница протестантска ги копира молитвите, ги пушта кај нас, или од некоја книга пушта. Видете, немате потреба вие да се прикажувате повеќе од тоа што сте. Кога се молиш, немојте да употребувате многу зборови. Како незнабожците, тие мислат за многу зборови ќе бидат услишани. Доволно е да кажеш, татко мој, во името на Исус ме боли грбот. Татко, помогни ми да ги решам овие чувства. Помогни ми да го исечам дрвоно. Помогни ми денеска да зборувам. Ти зборувај низ мене. Тоа покажува, ако ти цитираш туги, значи во една друга протестантска заедница, ние знаеме таа. Таму има мамон, има дух на контрола, има идолопоклонство кон водачот. И други состојби, нема љубов. Знаете, во православната и католичката црква, луѓето се обредни, превземени се од неолитот и од антиката адетите. И тие до некаде разбираат. Но во протестантските заедници, во дел харизматска и пентакосна, тие со духот работат. И сега, ако вие, сатанаца се преоблекува во ангел на светлината, вие ако не ги разликувате духовите, како ќе ги разликувате? Па видите, они сакаат да исцелуваат сите. Сите да зборуваат на јазици. Нема потреба од зборување јазици. Ако сака Исус ќе зборуваш. Сите исцелуваат, сите пророкуваат. Тоа е веќе себељубие, тоа е сатанско. Ти исцелуваш, ти знаеш, ти можеш, ти си над другите. Тоа е Каин кој губи во Авела, тоа е Адам кој јаде од дрвото на познанието, на доброто и злото. Тоа се вавилонците кои сакаат да се качат највисоко. И таму нема љубов. И тие мислат дека е готово, спасени се и тераат. И сега исцелуваат тие. Знаете, не можеш ти никого да исцелиш, ти само го носиш до Исус во 4 категории. И има некои таму врзуваат, одврзуваат, проколнуваат, напаѓаат. Цитати. И сега тој цитира стихови од протестантска заедница каде има крив дух. Тоа покажува, ти сакаш да бидеш над другите. Доволно да кажеш, те сакам, Господе Исус, те сакам, Господе Исусе Христе. Нема потреба од цитирање. Знаете, цитираат, кажи 2 збора.
Сите сакаат да бидат учители. Не ти треба да сведочиш први што се случува во твојот живот. Ти си сведоштвото. Ти си живиот камен. Тие треба да видат, види овој. Нека ми велат, па ти не плачеш, почина од таткот и мајката и ти се радуваш. Па да, ги донесов до Исус. Исус знае, по тело или без тело, тие заминуваат. Телото оди во земја. Кој верува во мене и да умре ќе живее. Исус ја победи смртта, што има јас да тажам, ние сме овде привремено, горе имам дом. Исус ми приготвил место. Друга категорија, значи овде сум во гората и се молам, доаѓа, се јави едно дете, момче, од еден помал град, стравови има. Се молевме вчера, завчера, 2 дена, прима во срцето. И кажал на мајка му, која ја кажа молитвата како да ме крена сила од озгора. Одеднаш ми дојде мир, сетив присуство на Исус. Знаете, ете го, се отвори. Имаме друга една жена од европски град, депресија и така, прима, разговараме доста. Се обидувам да објаснам, да служам. Сите тие ги носи Исус, јас ништо не правам. Значи, кога си пратен, ти веќе добиваш луѓе на кои треба да им помогнеш, повели и љуби. Имаме друга категорија, пријателка, коронавирус, има, сите си исплашени, црквите, наместо да се молат, пости, молитва, на интернет. Цело семејство се зафатени, таа сопруга, децата, свекрвата, не знам кој се. Дознавам и се јавувам. Пуштам порака, дали сакаш да се молиме, а претходно не веруваше. Има и неколку пати, мислам дека и со подсмев денек, јас сум забеган. Не, јас му служам на Исус, јас ви зборувам дека вие сте слепи. Ке заминете во животот, ке изгубите силата и ке овкате, ке биде плач и крцкање со заби, во огнот на љубовта ке изгорите, ке се претворите во неподвижна материја. Ке бидете заробен дух, смрзнат дух, во кој ќе се движите како протони и неутрони. Сега се движите физички, треба да се движите духовно кон Исус. И се јавив, прифати, се молевме, се отвори. Видете, ако јас ја осудев, ист направи 1000 чекори, се помоливме, а не зе и дале молитва да чита од еден наш светец, од Свети Наум. Црквата место да дојде да и покаже како да се моли. И ти сега читаш молитва на некој друг, наместо да му се помолиш на Исус, да застанеш пред Исус, да речеш, Исусе, те молам, дојди во моето срце и помогни ми. И сега нашата заедница цитираат, има еден инспектор за лажни духови. Господ го води, Исус го води, Отецот. И ми ги вика, гледај овој цитира. Цитираш од друга црква, протестантска заедница. Во протестантизмот е многу опасно кривиот дух кога ќе влезе. И тие се фарисеи и садукеи го знаат писмото, а не доаѓаат кај Исуса. И остануваат вавилонци, сатаната кој е паднат, Каин кој губива Авела, Адам кој јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, Исав кој за една вечера за својата слава. Јас не ја барам својата слава. Има друг што ја бара и кој што ќе суди. А коработ веќе беше, значи он е на планината, сам се моли, како јас овде во Мавро. Коработ веќе беше на сред море, брановите го удираа зашто ветрот беше спротивен. Неговите ученици се во кораб. Коработ е твоето тело. Коработ си ти, телесната природа во која духот Исусов и душата твоја се. И таму има бури. Коработ веќе, но имаме и реална природа. Значи, на повеќе слоја. Едниот е духовен слој на текстот, едниот е телесен. Коработ беше на сред море, брановите го удираа зашто ветрот беше спротивен. Секогаш има спротивен ветер, те тера назад, наместо да преидеш на другата страна кај Исус, те враќа назад во телесноста. Но на 4-та стража преку ноќта дојде Исус при нив, одејќи по морето. Затоа тој вели, оди по вода, бидете будни, немој да заспиете. А учениците штом го видоа како оди по морето се уплашија и рекоа, тоа е привидение, и од страв извика. Во Откровение се вели, надвор од градот, Новиот Ерусалим ќе останат плашливците, страшливите. Во љубовта страв нема. Кој се бои не е совршен во Исуса. Не бој се, не плаши се мало стадо. Ако Исус живее во твоето срце, семокниот Бог е твојот татко. Зарем ти ке се плашиш од нешто? Синкот човечки. Во која и деноминација да си од поделената црква, телесна црква,
Јас ви зборувам за духовен сооднос со Исус. Два збора, Исусе помогни ми. И еве што велат тие. Не бојте се, јас сум, не плашете се. Веднаш почнат со нив да зборува, не бојте се, не плаши се, не бој се. Јас сум, не плашете се. Што има да ви се случи вам? Кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја зачува. И да умре ќе живее. Кој верува во мене и да умре во Исус ќе живее. Ти не можеш да умреш, што е суштината, Исус ја победи смртта. А Петар одговарајќи му рече, Господи, пази го сегова, ако си ти. Он се сомнева, ако си ти. Видите, ние го имаме тоа, ако сака Господ. Ако сакаш, можеш да мислиш, ако си ти, тој се сомнева дали е. Позволи ми да дојдам при тебе по водата. Да одиш по вода значи да се движиш духовно. Но тој не знае духовно да се движи. Исус му рече, дојди, дојди. Може ли да одам по вода? Дојди. Па што ми излезе од коработ, Петар тргна по водата. Ајде Петре, другар сотруднику. Ајде Петре, за да оди при Исуса. Напред, брате, издржи. Верата твоја те спаси. Но кога го виде силниот ветар, ау, Господе, Петре што направи, синко. Кога го виде силниот ветер, се уплаши. Пазете, надвор од градот се страшливците, плашливците. Од што да се плашиш? Дозволи му Исус да те направи силен во Тимотеј. Дозволи му да те направи силен. Почна да потонува, се исплаши и викна, Господи, спаси ме. Тоа е почетна категорија старозаветна. Господи ова, Господи ова, Господи ова, Господи ова, Господи ова. Се молат така протестантските заедници. Татко, Оче, во името на Исус. Исус и да не ве познава, да не го повикаш неговото име, ќе те спаси ако имаш чисто срце. Господи, спаси ме, Господи. Исус веднаш му подаде рака. Го фати и му рече, маловернику, зошто се посомнева? Зошто се посомнева? Зошто се посомнева? Исусе, те сакам, дај ми сила да не се сомневам. И кога влегоа во коработ, ветрот престана. А оние што беа во коработ се приближија до него. Кога ќе видат чудо, му се поклонија и рекоа, па така треба да му се поклониш на Исус. Исусе, пред тебе се коленичам. Ти можеш да ме исцелиш, помогни ми. Навистина ти си Син Божји. Блажени се оние што не видоа, поверуваа. Па откако преминаа, дојдоа во земјата Генисаретска, луѓето од тоа место штом го познаа. Што значи да го познаеш Исус? Разгласија по целата таа околија, ги донесоа при него сите болни и го молеа да се допрат барем до крајот од неговата облека. И тие штом се допираа, се излекуваа. И тие штом се допираа, се излекуваа. Што значи да се допреш до неговата облека? Да клекнеш на колена пред Исус, да му дозволиш да влезе во твоето срце, да му дозволиш да те накалеми на лозата, да му дозволиш тој да управува во тебе, да му ја предадеш својата собственост и својата волја, неговата волја да се остварува, да им простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш за гревовите на твоите предци и да го бараш Царството Божјо. И се ќе ти се придаде, со 5 леба, со 3 риби, ќе живееш, ќе победуваш, зашто мојот татко е семокниот Бог, мојот Господ е Исус Христос, првиот и последниот, Алфа и Омега, почеток и крај, се од Него и за Него создадено ова околу нас, и се преку Него се држи. Без мене не можете да направите ништо, а со тебе можеме да направиме се. Сакаме да го направиме тоа се со тебе. Мир вам до Божјо Царство Небесно, напред со трудници, напред со наследници Божји, по Исуса напред, пријател Божји. Те сакам, Господи Исусе Христе, за секогаш. Исус, за секогаш. Исус, Татко мој, небесен, се враќам пак
kaj tebe, tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe, pravi i ti taka. Mir vam do Božjo carstvo nebesno. Amin. Te sakame, Gospode Isuse Hriste. I ušte poveke ke te ljubime, ke se pretopime po tatkovata ljubov. Amin. Isuse Hriste, ja te ljubam do nebo. Isuse Hriste, ja te ljubam visoko. Isuse Hriste, ja te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, vistinata i životot za sekogo od nas. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Silata tvoja po ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i Spasitel, vo Nego veruvam, za Nego žive ja.